Кој да е следниот председател на САД ќе биде соочен со ставот на официјален Вашингтон дека Македонија и Грција треба да се зближат, но дека самите треба да се остават да го решат проблемот. Ова го вели Џон Ситилидис, републикански аналитичар од Вашингтон, со кога разговараше Ведран Андоновски. Џон Ситилидис верува дека без оглед на политичката припадност на председателските кандидати и влијанието од лоби групите, во официјалните кругови во Вашингтон постои поширок надпартиски консензус по однос на прашањето за разликите околу името меѓу Република Македонија и Грција. Постои перманентна надворешна политичка бирократија и естаблишмент во Вашингтон. Не се менува за 180% затоа што има нов председател. Значи дури и Џон Мекејн да има повеќе слух од Барак Обама во однос на ова прашање, тие сепак пред себе имаат естаблишмент со кој треба да се справат, а тој естаблишмент вели да не предпочитаме една страна на сметка на другата, туку да ги зближиме овие два соседа и да се надеваме два НАТО сојузника што е можно повеќе. И владата во Атина и владата во Скопје не треба да очекуваат дека САД ќе им понудат спас во однос на прашањето, туку самите да направат, нагласува Ситилидис, болни отстапки во полза на безбедноста и еднината на регионот. Мислам дека мора да има поголемо чувство на доверба и обострано почитување меѓу владите на Атина и Скопје, што треба да се прелее до луѓето и заедниците, бидејќи сегашната игра во голема мера е оваа страна направи ова, онаа страна направи она, и тоа само раѓа посилни националистички чувства, поголемо непријателство кон другата страна, а последното што луѓето на Македонија би требало да го посакаат од целата ситуација е ова да стане замрзнат спор во полза на националистичка гордост, што се секогаш ќе држи Македонија надвор од НАТО и Европската унија. Грција нема целосно да ги унапреди своите интереси, доколку Македонија не влезе во НАТО, но може да живее со Македонија надвор од НАТО. Прашањето е дали Македонија може да преживее надвор од НАТО, и тоа е мощно и неизвестно прашање. Па сепак, овој републикански аналитичар верува дека Грција е свесна дека нестабилна Македонија на незината северна граница е крајно опасна и за незината стабилност. Ситилидис додава дека Европската унија треба да има понагласена улога во надминувањето на спорот, бидејќи во основа се работи за европско прашање, а Европската унија се декларира дека е рамка не само за зона на слободна економска трговија, туку и за политичка консолидација и добрососедски односи.